Добро вечер во уште една емисија во рамки на изборната програма Избори 2016. Овој пат со нас господја Лидија Тасевска, кандидат за пратеник од изборната единица број 2 од коалицијата предводена од СДСМ. Добро вечер и ви благодарам што се одзвавте на поканата. Добро вечер за вашата покана. Чест ми е што сум во вашето студио и што ќе можам да се презентирам јас и програмата од мојата партија во текот на овие избори. Она што сакаме прво да го почнеме со вас е дека вие сте толку години професор пред се по македонски јазик, над две децени искуство веројатно имате, и со тоа веднаш ќе започнеме, односно со образложение на програмата која што ја имате во однос на образованието. Што нуди програмата План за живот во Македонија, како што е насловена во делот на образованието? Така, благодарам. Најпрво би сакала, пред да почнам, би сакала да се представам целосно за вашите почитувани гледачи, кои што можеби не ме знаат детално, што би се рекло да се представам. Јас сум Лидија Тасевска, дипломиран професор по македонски јазик, 21 година работев во гимназијата Гоце Делчев во Куманово, а сега сум 2 години на раководно место, на место директор во Средното општинско училиште Перо Наков од Куманово. Инаку сум мажена со 2 полнолетни деца, имам 2 студента и за мене е огромна чест, привилегија, но е огромна одговорност што сум дел од пратеничката листа предводена од Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица број 2. И тука може малку да направиме пауза, да кажеме во однос на тоа, во однос на образованието, еве во екот на изборната кампања сме, колку сте задоволни од она што вие го презентирате како дел од програмата на потенцијалните гласачи, на граѓаните на Куманово и на каков прием наидувате? Така, во постојаните средби и контакти со граѓаните ја презентираме програмата за образованието, односно програмата насловена План за живот во Македонија, и во тие рамки морам да кажам дека нашите сограѓани покажуваат интерес за програмата, нели посебно за мерките кои што во нашата програма се насловени како итни реформски мерки, кои што ќе ги спроведеме во првите 6 месеци откако нели се надеваме дека ќе дојдеме на власт. Така, за кои конкретно мерки тоа станува збор или нешто повеќе за гледачите да биде во однос на образованието, она што го нудите, што можевме да го слушнеме на мини-митинзите, на средбите со граѓани и на пресконференциите, е дека се залагате за суштински реформи од предучилишното до високообразовното, односно до високообразовните институции, целосни реформи во однос на образованието. Конкретно за какви мерки станува збор? Така, значи на почеток сакам да кажам дека сите реформи кои што ќе ги направиме ќе бидат конзистентни реформи кои што ќе направат на вистина еден длабок пресек во образовниот систем, бидејќи јас лично, меѓутоа и моите сопартици и сите мислам дека интелектуалци знаат и сметаат дека образованието е столб на едно општество и дека вистинските образовни вредности се залог за иднината, за идни генерации, поколенија што ќе ја водат државата во вистинска, во правилна насока. Во таа насока и ние ќе направиме реформи, односно промени уште од предучилишното образование па се до високото образование. Но ниедна реформа нема да помине без јавна дебата во кој што ќе ги вклучиме граѓанските организации, невладините организации, односно сите субјекти кои што имаат допирни точки со образовниот систем и со самите образовни вредности. Во таа насока и планираме да потпишеме меморандум за соработка со оние организации кои што имаат проекти, кои што исто така се заеднички и за Министерството за наука, образование и наука, нели, во нашата земја. Во таа насока сакам да кажам она што нели најексплоатирано е дека на идната седница, првата седница на идната влада ќе донесеме, ќе го спроведеме укинувањето на екстерното тестирање за учениците, затоа што сметаме дека тој модел не е правилен модел и дека постојат посоодветни мерки за евалуација на знаењата на учениците и за работата на професорите. Во таа насока сакам да истакнам дека екстерното беше предмет на многу дебати, на многу дискусии, на многу незадоволства и револт од страна и на наставниците, и на учениците, и на самите родители. Предизвика стрес кај сите, особено оние казнени одредби кои што нели беа наменети за самите наставници. Во таа насока, значи, сакаме наставниците да работат креативно со учениците и заканите и уцените едноставно ќе гледаме да ги отстраниме во најголема можна мера,
Евалуација ќе постои еднаш годишно на работата на учениците, односно наставниците, но без казнени мерки. Во таа насока планирано е 5% од основните училишта, 10% од средните училишта во Македонија, кои што ќе постигнат најдобри воспитно-образовни резултати, да бидат наградувани со тоа што вработените ќе имаат 20% повисока плата во 12 месеци во текот на годината, а учениците кои што учат во тие училишта ќе имаат дополнителни поени бидејќи учеле во така добри училишта и тие поени ќе бидат запишани во нивните свидетелства, кои што ќе бидат еден вид на позитивен аспект за нивото запишување во повисоките степени на образованието. На тој начин сметаме дека ќе направиме вистинска позитивна стимулација на наставниците и на раководниот кадар во самите училишта, основни и средни, со цел да се подигне квалитетот на образованието. А сметам и како наставник и како директор дека секој сака да работи во средина каде што се форсираат позитивните вредности, а тоа се однесува и на самите родители, да ги запишуваат учениците во престижни училишта, училишта кои што гарантираат квалитет. Ќе се направи, јас мислам, и позитивна конкуренција меѓу самите училишта, затоа што ќе се надпреваруваат да училиштето биде најдобро. Во таа насока предвидуваме и докомплетирање на менаџерскиот тим во секој училиште, што значи директорот, освен како менаџер, да има околу себе екипа, меѓутоа комплетна екипа, составена од педагог, психолог, дефектолог, логопед, социјален работник и социолог. Само сакам да ве прашам, кога веќе зборувате дека екстерното нели треба да се укине, како солуција го предлагате овој позитивен начин на надпреварување со стимулирање на самите наставници кои што се најдобри, нели постои една одредба оние кои што се најлоши да бидат казнети затоа што да се служиме. Има навистина многу добри наставници на секаде, но има и поинакви. Така. Знаете што, факт е дека ако сакаме да генерализираме, мора да кажеме дека во секоја професија. И во секоја професија, така и се разбира и во нашата и во сите професии. Значи во секоја професија, нели без посебно да се потенцира, постојат оние кои што се залагаат и што се максимално посветени да се докажат. Професионално се искажуваат во најдобра смисла и во најдобро светло, и покрај сите, да кажеме, одредени негативности кои што ги има во образовниот систем и тие се трудат и можеби одредени места на вистина и нема услови кој знае какви за работа, меѓутоа се трудат. Но има и поинакви наставници. Дали постои одредена одредба со кои таквите наставници ќе бидат, да кажеме, не мора да значи дека вие нудите да не се казнуваат, но на кој начин ќе им обрнете внимание дека тие не се за таа професија? Така. Значи, како што нели споменавме дека постојат во секоја професија и вредни и оние поинакви што помалку се трудат и кои што можеби и помалку се обучени за да даваат квалитетен тип на настава, воспитно-образовна работа со учениците. Значи, наспроти оние училишта кои што ќе бидат во групата на наградени, оние училишта кои покажуваат послаби резултати, ќе се работи со нив, ќе се работи затоа што ќе има дополнителна работа со што ќе се стимулираат и ќе се насочат како правилно да работат. Во таа смисла, Биро за развој на образованието планираме да прерасне во Институт за развој на образованието, каде што ќе работат кадри, обучени луѓе од своите сфери. Магистри, доктори на наука, луѓе кои што навистина се посветени и дале максимално учество во воспитно-образовната работа, да работат со оние наставници, односно со менаџерските тимови во училиштата, основни и средни, кои што за жал покажуваат послаби резултати. Значи ќе се работи на потикнување и на она методска подготовка која што некои од нив послабо ја изработуваат. Така, кои други мерки се опфатени во образованието, доколку прескокнавме, рековте дека има предвидено повеќе мерки од предучилишно до високото. Така. Значи, имаме една мерка која што мислам дека ќе биде доста интересна и доста добра за оние наставници кои што имаат над 20 години работен стаж континуиран во основното и средното образование. Што значи тоа? Значи, еден наставник што има над 20 години работен стаж, ќе има 2 часа неделно помалку од наставниците кои што немаат работен стаж. Од тоа ќе се повторува на секои 5 години, по 2 години ќе им се намалува од работниот стаж. Тоа нема да влијае врз висината на платата, бидејќи сега одредени, нели, доколку немаат доволно фонд на часови, не сум толку информирана за таа, имаат пониска плата.
така функционира. Да. Нема да влијае. Значи, на ваков начин тоа сакаме да го направиме. Например, еден наставник има 22 години работен стаж, тој ќе има 18 часа неделен фонд на часови, ќе има иста плата како што имал 20 часа, тие 2 часа што му се минус, тој ќе работи со колегите наставници што се почетници. Значи, своето искуство ќе го насочи кон оние кои што се приправници и значи, а тие 2 часа ќе ги отстапиме на завршени студенти, оние што имаат просек над 9 и ќе им дадеме шанса да се вклучат во воспитно-образовниот процес. Во таа насока сакам да кажам дека сите мерки од План за живот во Македонија на Социјалдемократскиот сојуз се поврзани една со друга. На кој начин? Например, со ова што реков пред малку, дека тие 2 часа ќе ги отстапиме на што току завршените студенти, во таа насока сакам да потенцирам дека ќе се подигне критериумот за запишување на педагошкиот факултет. Што значи дека за оние студенти, односно завршени матуранти, кои што ќе се запишат на педагошките факултети, ќе им се дадат стипендии со цел да се стимулираат и овие факултети да ги завршуваат на вистина најдобрите матуранти или да се стимулираат нивната работа веднаш штом завршат да најдат вработување. Во таа насока оваа мерка пак е поврзана со онаа мерка од социјалната сфера која што вели дека работничките со 62 години возраст и работниците со 64 години возраст ќе имаат 6 часа работа до пензија, а ќе имаат иста плата како и оние кои што имаат помалку возраст. Што значи дека повозрастните работници и во образованието, и во другите сфери сакаме на некој начин да ги наградиме, затоа што тие многу и доволно се вложувале и на крајот на нивниот работен век, односно пред да дочекаат пензија, сакаме едноставно достоинствено да заминат од своето работно место или без некој непотребен стрес. Од друга страна, сакаме нивното долгогодишно искуство да го вградиме во новите генерации кои што доаѓаат. Така, тука веднаш преминавме на некако на социјала, вие го споменавте тоа, она што го нудите од програмата е зголемување на социјалната парична помош, но и други мерки кои се однесуваат на ранливите категории граѓани во Македонија. Така, во таа насока една мерка која што мислам дека сите ќе ги заинтересира е државната социјална пензија, која што ќе им ја понудиме на оние жители на Македонија кои што имаат над 65 години старост и кои што 20 години живееле во Македонија непрекинато, меѓутоа по друг основ не може да остварат пензија. Јас исто така посебно би се задржала на правата на жените, нели, бидејќи и жените... Едно лично прашање, задоволни ли сте од позициите на жените на кандидатските листи, конкретно на вашата, еве во втората изборна единица? Зборувам како жена. Така, мислам дека има отстапено доволно простор, иако секогаш нели постои простори за повеќе во таа насока, но мислам дека понатаму ќе работиме да биде тоа и повеќе. Затоа една од мерките во План за живот во Македонија е дека до 2020 година учеството на жената во политиката и во сферите на одлучување ќе биде 50:50%, што значи дека ќе биде навистина рамномерно застапување. Иако сметам дека и овие мерки што се преземаат се во една позитивна насока. И ги разгледавте ли другите кандидатски листи на другите учесници во изборниот процес, на политичките опоненти, на да кажеме помалите политички партии, коалиции, дали таму какво е вашето видување во однос на учеството и застапеноста на жената? Така, ги разгледав, меѓутоа искрено речено не детално, поради врските нели кои што ги имам во овој период, но сепак сметам дека нашата листа и во однос на мултиетничкиот состав и во однос на половата застапеност е навистина една од подобрите, ако не и најдобрата во секој случај. Во таа насока сакам да кажам дека на жените кои што ќе останат на породилно боледување, гарантираме враќање на истото работно место откако ќе им заврши породилното боледување и тоа ќе биде минимум 1 година, нели местото што го имале претходно. Интересна една новина која што сакаме да ја воведеме, а тоа е секретаријат за родова рамноправност кој што ќе постои при владата на Република Македонија, кое што ќе се грижи за родовата застапеност на жените во сите сфери и во таа насока ќе има најголема и улога, меѓутоа и најголема одговорност за било какво отстапување од оваа мерка која што сакаме да ја направиме. Исто така, сакаме и таткото како родител да го застапиме повеќе во она грижа за семејството, или откако ќе се роди едно, второ или третото дете, и таа мерка е наречена таткото и грижлив родител.
Што значи дека откако ќе се роди првото дете во семејството, од период од 1 до 3 месеци таткото исто така ќе има флексибилно работно време, а откако ќе заврши третиот месец, еден од родителите може да го користи породилното боледување како што следува според Законот за работни односи. Мерката ќе биде нормално ако имаме близначиња, односно 2 дечиња родени или пак тројки, што значи дека ќе бидат месеците пролонгирани, да, значи од 3 до 6 месеци така натаму. Истото ќе се однесува и за второ и за трето родено дете, што значи дека периодот кога таткото ќе биде во семејството заедно со мајката ќе биде подолг со цел да ми се обезбеди на вистина нега на новороденчето, но и учеството на таткото во тие први месеци да биде многу повеќе застапено. Она што го нуди вашиот политички опонент е токму додатоци за трето дете, значи дали имате некакви намери да ги укинете ваквите поволности, бенефиции кои што ги воведе коалицијата за подобра Македонија која е владеачка? Така. Значи владеачкото мнозинство факт е дека воведе повеќе мерки кои се нанесуваат на родовата политика, точно на семејната политика, се извинувам. Така, на родовата политика, ни една мерка која што во пракса се покажала како позитивна, како добра и прифатена од граѓаните, нема да ја укинеме, нели по ни една цена. Меѓутоа ќе гледаме тие мерки да бидат на некој начин како да кажам, во пракса реализирани и да бидат прифатени од граѓаните во максимум. Затоа што, знаете, може да се стимулира раѓање на второ, трето, четврто дете, меѓутоа факт е дека тука треба да се поработи малку и на економската сфера, односно, нели, мислам дека секој родител кој што има малку побогат живот и малку побезбедна иднина, ќе сака да има трето, четврто и така натаму деца, што значи дека ќе работиме малку на економската сфера за да бидат младите родители охрабрени да чуваат повеќе деца во семејството. Така, тука кога сме веќе кај општите политики на СДСМ е поврат на ДДВ, она што е клучно, зголемување на клучните поенти од вашата програма, зголемување на минимална плата, зголемување на просечна плата. Лично, нели, какви се вашите размислувања? Има ли доволно Македонија капацитети за да воспостави плата од 30.000 денари, нешто што е навистина малку повисоко од она што го очекуваме, не е дека не е посакувано? Така. Значи, на прв поглед, кога ќе ги погледнеме цифрите, да речеме, како што спомнавте, 30.000 денари. Звучи малку нереално. Плата, така, може би звучи малку нереално, но сметам дека ако сите пари што доаѓаат во буџетот на Република Македонија правилно се насочат, правилно се искористат и едноставно има отчетност каде одат парите, мислам дека не е нереално и сметам дека како идна влада имаме капацитет, можности, знаење и искуство тоа навистина да го направиме. Во секој случај тука се граѓаните да проценат и да видат дали е тоа нереално или реално. Јас искрено мислам дека е реално и во таа насока добро што ме потсетивте, не истакнав пред малку дека еден од приоритетите на идната влада, предводена од СДСМ, ќе биде секако зголемување на платите на наставниците и на здравствените работници, нели, и тоа двојно зголемување, затоа што знаеме дека во последните години наставниот персонал има навистина многу административни обврски, а за сметка на тоа платите навистина минимално беа покачени, односно за жал не ги следеа животните трошоци. Освен тоа, многу се случуваше често и да доцнат платите, нели, со што револтот на наставниците беше, можем да кажеме, поголем во некои моменти, така што во таа насока навистина ќе внимаваме, бидејќи сметаме дека освен казните кои што нема да постојат, треба да се даде малку и финансиска стимулација за да наставникот навистина биде достоинствен и да се чувствува достоинствен на работното место кое што го има. А меѓутоа може да се рече дека во последните години токму платите на наставниците поприлично пораснаа. Во еден период изнесува и 10.000 денари, да кажеме пред некои 10 на 12 години, а во времето кога владееше СДСМ, збориме 2005-2006 и не беше решено прашањето на оние наставници кои што да кажеме со години работеа без да бидат осигурани, онака да разберат граѓаните, односно без да им бидат платени придонеси, работеа со договор на дело постојано такви наставници. Така, знаете тоа беше што... пред 2006, некаде 2008 почна средувањето на ваквите. Оние кои што има, нели, прво беше 5 години добија своји решенија за трајно вработување, ако може така да се именува, а потоа се сведе на 2 години.
потребно нели постојано работно искуство во едно место, не знам како е точно определено законски. Така, знаете што, во таа насока мислам дека решенијата што се даваат на неопределено време. Може би се една сигурност за секој наставник, сигурност за работното место и така натаму. Меѓутоа, она што е базично на кое не треба да заборавиме се учениците. Значи, наставникот може да има решение за непредметот, ако нема ученици, нема часови, тоа решение фактички на некој начин без вредност, така, ако може така да се рече. Во таа насока многу е важно што планираме изменување на законската мерка во однос на бројот на учениците во паралелките. Според законот, Сега општините ги донесуваат и мислам дека на последната седница на Советот беше донесена одлука. Мислам дека централната власт им препушта на општините согласно нели бројот на жители во неодредена општина. Куманово и не е баш мала општина, напротив е најголема, со 24 да биде. Истото се донесува и во градинките, значи се донесува одлука на Совет, тоа е веќе препуштено на локалниот парламент, да кажеме, да одлучува, една вид на децентрализација. Така, точно е. На последната седница на Советот на општина Куманово беше донесена согласност за одобрување на паралелки кои што имаат ученици по 25 ученика. Така, и во таа насока, нели сакав да кажам дека тоа е одлична мерка. Меѓутоа, во таа насока, сакав да кажам дека законската регулатива дозволува максимумот на ученици во паралелките да биде до 34. Што значи дека ние ова регулатива сакаме да ја смениме, што значи дека сакаме максимумот да биде до 25 ученика, она што сега е фактички минимумот. Зошто? Од една страна, затоа што знаеме сите, односно знаат граѓаните дека сепак поквалитетен тип на настава можеме да имаме ако има помал број на ученици во паралелките, бидејќи наставникот повеќе може да им посвети внимание, бидејќи секој ученик напредува на различен начин и во таа насока таа мерка ќе придонесе паралелките на вистина да бидат и побројни, меѓутоа и да се работи поквалитетно во нив. И уште тука некаде ќе мора да ја привршиме оваа изборна емисија, односно мислам дека ги споменавме клучните програми кои што проекти опфатени во програмата План за живот во Македонија, зголемување на минимална плата, зголемување на пензии за 10 од 6 до 10%, како што често го споменувате на митинзите пред граѓаните. Така. И уште едно прашање. Нели ви пречи вам како член на СДСМ, член на, претпоставам, на женската организација таму, да се зборува за федерализација, да се зборува за кантонизација, воведување на двојазичност на секаде во општините, иако во Куманово веќе е воведена, постои нели двојазично, меѓутоа еве кому му тоа треба да кажеме во едно градче кое што е од Источна Македонија, каде што и воопшто ниту нема некој припадник на албанската етничка заедница, па да мора да биде услужен на албански јазик. Така. Последниве денови факт е дека на медиумите многу се зборува на оваа тема, да. предизвика револт, мора да признаеме помеѓу пошироката народна маса, токму зборевувањето, а од друга страна пак се пропагира заедништво, нели, се пропагира мултикултурализам, тоа не значи дека другата опција не ги прифаќа етничките заедници кои што живеат овде. Македонија од секогаш била мултиетничка и во време под Отоманското царство била мултиетничка и никому не пречело да живее со кој било на оваа територија. Така. Факт е дека во последните денови, да кажам може и недели, на сите медиуми, на социјалните мрежи, најактуелно е прашањето и околу федерализацијата, двојазичноста, кантонизацијата и така натаму, и мислам дека неправедно тоа му се препишува на нашиот лидер Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз. Бидејќи ова е многу сензитивно прашање и тука мора да зборуваме со една голема предпазливост. Јас не се согласувам и сметам дека ова се манипулации, дека едноставно од неговиот говор, од неговите обраќања, од неговите средби со граѓаните во Македонија и надвор од Македонија, дека се извадени оние делови, оние пасуси кои што тој ги кажувал, се со цел да се фрли како анатема врз председателот и да се каже дека еве тој е виновникот или тој нешто заговара и така натаму и така натаму. Мислам дека тоа се бесмислени работи. Ние пред малку спомнав. Ние со изборот на луѓе, кандидати за пратеници, конкретно во изборната единица број 2, покажавме и докажавме дека сме за мултиетничкост. Зошто? Затоа што на нашата кандидатска листа, конкретно во изборната единица број 2, има и роми, има и бошњаци, има и муслимани.
Тоа значи дека СДСМ не е за федерализација, не е за нешто кое што ни го, така да кажам, додава дека сакаме да го направиме. Сметам дека тоа е само една негативност која што сака да ни ја препишат од страна, од останатите политички опоненти и дека тоа нема врска со нашата програма. И мене ми е жал ако граѓаните навистина не ги дослушуваат или слушуваат во целост обраќањата на председателот и на другите истакнати членови од нашата партија. Ако го прават тоа, ќе видат дека во нив нема никаква закана за федерализација. Затоа што една партија која што на пратеничка листа на кандидати става, како што спомнав, припадници на други етнички заедници, никако не може биде за федерализација. Вие знаете дека после Охридскиот рамковен договор во сите општини каде што имаме 20% повеќе од другите припадници на етнички заедници имаме фактички двојазичност. Печатот на училиштето Перо Наков е двојазичен. Значи тоа и на другите училишта. Да, но тоа важи тоа важи за општини каде што каде што живее, да кажеме, на 20% одредена етничка заедница, во нашиот случај албанската во Куманово, меѓутоа не и за оние општини каде што речи си 95% како што е Струмица, како што е дел од општините од источниот дел, кои што речи си да немаат друго население освен македонско население. Меѓутоа, господинот Заев не го рече тоа само пред албанската емиграција во Швајцарија, туку го зборува и на одредени митинзи овде во градовите од Западна Македонија, ако може така да ги наречеме, од западниот дел од Македонија. Така, знаете што, забележливо е дека програмата на Социјалдемократскиот сојуз предизвика значително внимание кај албанската популација. Бидејќи мислам дека граѓаните од албанската етничка припадност забележаа дека нашата програма е прогресивна и дека таа ветува достоинствен и безбеден и побогат живот на сите граѓани, независно каде живеат и како се изразуваат. И дали одат во џамија, во црква и така натаму. Токму затоа мислам дека на погрешен начин се перцепира неговото обраќање и сите они изјави кои што тој ги дава. Бидејќи мултиетничноста мислам дека е богатство за Македонија и од тоа ниту треба, ниту пак може да се избега. И мислам дека само така ќе градиме перспективна Македонија која што ќе се вклучи во европското семејство. Така и јас се слагам дека мултиетничноста е богатство на Македонија, но цврсто го бранам ставот дека Македонија мора да остане независна и суверена, како што и е сега. Така. Јас ви благодарам што бевте наша гостинка и ви благодарам што презентиравте дел од програмата. Се надевам дека ќе се обративте на поголем дел од граѓаните, презентиравте мерки од образованието и убаво е вака да се презентираат различни идеи и да оставиме да тече кампањата мирно како што беше и досега. Јас ви се заблагодарувам уште еднаш за вашата покана и мислам дека ова емисија ќе биде убава за граѓаните за да ги чујат нашите мерки од програмата и дека ако има простор до крајот на кампањата, со задоволство уште еднаш би ви била гостинка. Така останува да гостуваат и кандидатите за претеници и од вашата листа и од политичките опоненти и од сите учесници во изборниот процес. Мора да напоменеме дека имаме дури 11 овде во Куманово, така што секој ќе добие простор да презентира дел од програмата во позитивна насока и таква е целта на емисијата, да се види што се нуди на овој политички амбиент и на токму на овие избори. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте и посакувам пријатна вечер.